Денеска многу македонски семејства го празнуваат големиот христијански празник Свети Никола. Среќна и вечна слава на сите што го празнуваат овој голем македонски празник. Останете со нас, следуваат насловите за денеска. 6,2 милиарди денари ќе изнесува буџетот на град Скопје за 2018 година. Општина Аеродром најави 12 мерки против загаденоста на воздухот. ЕВН со програма за специјална стручна паралелка во Михајло Пупин. Православните христијани денеска го празнуваат големиот празник Свети Никола. Наташа Пеливанова назначена за заменик градоначалник на општина Карпош. Буџетот на град Скопје за 2018 година ќе изнесува 6,2 милиарди денари и ќе биде за 10% помал во споредба со буџетот од 2017 година. Предлог буџетот беше усвоен на денешната седница на Советот, на која советниците од ВМРО ДПМНЕ изразија револт и во знак на протест за приведените од настаните од 27 април ја напуштија седницата. Советот на град Скопје на денешната трета седница го усвои предлог буџетот за 2018 година, што е за 10% помал во однос на 2017 година и ќе изнесува вкупно 6,2 милиарди денари. Донесувањето на буџетот следуваше по напуштањето на седницата од страна на советниците на ВМРО ДПМНЕ во знак на протест за притворените од настаните од 27 април и бараат сите притворени веднаш да бидат пуштени на слобода. По напуштањето на седницата, Советот продолжи со редовниот тек, во кој првите две точки од дневниот ред се однесуваа на буџетот. Градоначалникот Петре Шилегов истакна дека предложениот буџет за 2018 година е еден сублимат од веќе започнатите проекти и нови поинакви проекти што ќе значат здрава животна средина и подобри сервисни услуги на граѓаните, како и подобрување на инфраструктурата во градот. Градоначалникот Желегов најави и неколку поголеми проекти за реализација во 2018 година и ново мото Скопје, град кој работи за тебе. Очекуваме дека веќе во наредната година во градот Скопје ќе започнат да се градат два моста кои што ќе ја премостат реката Вардар. При тоа и заради тоа сметаме дека овој буџет има развојна компонента и е изразена на високо ниво на капитални инвестиции. Можеби не така како што јас лично посакував, како што веројатно и вие посакувавте кога излеговме пред нашите граѓани на избори. Но сепак акцентот во добар дел го ставаме и на подобрување на животната средина, развивање на транспортната мрежа, дел за патна инфраструктура, комунална инфраструктура, изградба на системи за водоснабдување, односно за инвестиции кои што ќе придонесат индиректно подобар економски раст и развој на нашиот град. Со усвојување на овој буџет да започнеме со новото мото на нашиот град. Скопје, град кој работи за тебе. Парите наменети за секторот за животна средина во 2018 година се речиси 3 пати повеќе од оние предвидени во сегашниот буџет и во него се предвидени изградба на нови велосипедски, пешачки и трим патеки, подигнување на јавно зеленило на магистралните улици и паркови, проекти за зелени кровни површини на стамбени згради, се со цел процентот на зеленило драстично да се зголеми во Скопје, како и набавка на прочистувачи на воздух за средните училишта. Исто така предвидени се и средства за набавка на електрични и екоавтобуси и дигитализација и електронски пристап до услугите од администрацијата, што ќе представува почеток на проектот Скопје Смарт Сити. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев на 105 воспитувачки и негователки од градинките од општина Карпош им ги додели сертификатите за успешно реализираната работилница за зајакнување на капацитетите за работа со децата со посебни потреби. Градоначалникот Богоев истакна дека општина Карпош уште повеќе ќе работи за зголемување на вклученоста на лицата со посебни потреби, особено на најмладите.
Вкупно 105 учесници, воспитувачки и негователки од градинките од општина Карпош учествуваа на работилница за зајакнување на капацитетите за работа со деца со посебни потреби. Оваа работилница се спроведе во соработка со Монтесори, здруженијето како долгогодишен партнер на општина Карпош. Во најстарата градинка во Република Македонија, Орце Николов, градоначалникот Стефан Богоев ги додели сертификатите на воспитувачките и негователките за успешно реализираната работилница и ја истакна потребата од дополнително спроведување на овие проекти. Градоначалникот Богоев истакна дека општина Карпош уште повеќе ќе работи на зголемување на вклученоста на лицата со посебни потреби, особено на најмладите. Со оглед на фактот дека живееме во динамично време, каде што постојано учење и надградба се вистинска потреба, од огромна важност е усовршувањето на работниците кои се вклучени во воспитно-згрижувачкиот и образовен процес на децата, со посебна нагласка на децата со посебни потреби. Една од примарните цели на овој проект е да се препознаат потребите на лицата со посебни потреби, да се развие комуникацијата со нив и родителите да се упатат на стручните служби. Уште една вест од општина Карпош. Наташа Пеливанова е назначена за заменик градоначалник на општина Карпош. Пеливанова оваа функција ќе ја извршува за време на спреченост или отсуство на градоначалникот Стефан Богоев. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев ја определи Наташа Пеливанова, член на Советот на општината, за заменик градоначалник на општината, која ќе ја врши оваа функција за време на спреченост или негово отсуство. Ова решение, како што соопштуваат од општината, е донесено врз основа на член 52 став 5, 6 и 8 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија. Пеливанова е доктор во областа на правните науки. Таа е редовен професор на Факултетот за безбедност во Скопје. Има значаен придонес во научно-истражувачката дејност како автор на многубројни трудови издадени во домашни и меѓународни специјализирани списанија. На последните локални избори Наташа Пеливанова е избрана за член на Советот во општина Карпош. Членува во Комисијата за урбанистичко планирање, Комисијата за јавни дејности, образование, социјална и детска заштита, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и Комисијата за прописи при Советот на општина Карпош. Со 12 краткорочни и долгорочни мерки, општина Аеродром ќе се справува со загаденоста на воздухот. Една од најприоритетните мерки е набавка на прочистувачи на воздух за градинката Буба Мара, објект Сонце. Градоначалникот Златко Марин потенцираше и дека општина Аеродром за 20 пати го зголемила буџетот за заштита на животната средина. Општина Аеродром денеска презентираше низа мерки со кои се очекува намалување на загадувањето во иднина. Општината периодов го има првото неславно место во Македонија во категоријата најзагадени градови, што според градоначалникот Златко Марин е последица на повеќе фактори кои ќе се разгледуваат во блиска иднина. Борбата за чист воздух ќе започне од најмалите. Марин најави поставување на прочистувачи за воздух во сите 9 занимални во градинката Буба Мара, објект Сонце, кои ќе бидат донација од АД Електрани на Македонија. Двосменското работење во кое досега инспекторите забележале 22 неправилности е исто така една од мерките против загадувањето, потенцира Марин и додава дека во иднина ќе бидат набавени филтри за оджаци или катализатори за горива за градинките и училиштата кои се греат на нафта. Комуналните инспектори во општина Аеродром работат во двосменски веќе од 29 ноември. Има телефонски отворен број пријави загадувач, каде што веќе имаме 60 на пријави, каде што интервенира нашите комунални инспектори. Посетени се сите автомеханичарски сервиси, констатирано дека старото улје го складираат и го изнесуваат од салоните на начин како што е предвиден со законот. Во моментов трае акција на посета на сите угостителски дуќани да видат на што се греат, на кој начин издувните гасови ги испуштаат во воздухот и слично.
Садењето дрва во урбаниот дел е исто така една од мерките против загадувањето, како и поставувањето на еко-билборд на платото пред Бисер. Мари најави и поголема контрола на градежните активности, како и реализација на проектот наречен Улица со нула емисии, кој вклучува промена на системи за грејење и обезбедување на енергетска ефикасност на одбрани објекти. Една од мерките која се очекува да даде поголем резултат во борбата против PM10 частичките е мапирање, односно одредување на микролокации, каде што загадувањето е највисоко, со што ќе се детектираат потенцијалните загадувачи, а потоа општината ќе понуди чистење на оджаци, донации за еколошки огрев или субвенции за набавка на алтернативни системи за грејење. 20 милиони денари се предвидени за наредната година, тоа е 20 пати повеќе од изминатите години. Како дел од мерките краткорочни и долгорочни се прочистувачи на воздух во сите простори, во сите градинки низ општина Аеродром. Ќе имаме засадување на нови дрва и тоа во вредност од 8 милиони денари. Мапирање на општината со сите загадувачи на 25 локации, а не на една како што беше досега. На тој начин многу полесно би дошле до решенијата што треба да ги превземеме на лице место. Грант од 150.000 евра доби општина Центар од програмата на Европската Унија Европа за граѓаните за проект чија цел е жителите на општина Центар да учествуваат во носењето на одлуки на локално ниво преку иновативни IT алатки и механизми. Проектот опфаќа меѓусебно поврзани активности кои ќе се спроведуваат од март 2018 до февруари 2020 година. Општина Центар доби грант во висина од 150.000 евра од програмата на Европската Унија Европа за граѓаните за проектот чија цел е жителите на општина Центар да учествуваат во носењето на одлуки на локално ниво преку иновативни IT алатки и механизми. Проектот преиспитување на вредностите за соработка е добиен заедно со Европската асоциација за локална демократија АЛДА, во која учествуваат 190 локални власти, асоциации на локални власти и невладини организации. Како што соопштија од општина Центар, советниците вчера дале согласност и го овластиле градоначалникот Саша Богдановиќ да го потпише договорот, со што општината ќе стане главен носител на проектот, а партнери се општини од Италија, Словенија, Португалија, Србија, Франција, Албанија, Латвија и Романија. Проектот опфаќа меѓусебно поврзани активности кои ќе се спроведуваат од март 2018 до февруари 2020 година. Домаќин на првиот меѓународен настан ќе биде општина Центар, а на другите 3 меѓународни и 4 локални настани ќе се врши анализа на спроведување на принципите на отворена влада, пилот акции за користење на ИКТ, фокусирање на аспектот на соработка, одговорност и транспарентност. Во Средното стручно училиште Михајло Пупин беше представена програмата за специјална стручна паралелка поддржана од Евана. Како што информираше директорот на училиштето Ефтим Пејовски, електротехничкото училиште е подготвено да одговори на современите и професионални предизвици. Свечено отворање на првиот кабинет на проектот 2020-2020 се одржа во просториите на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин во Скопје. Проектот го поздрави министерката за образование и наука Рената Десковска, која истакна дека овој модел треба да го следат и други компании во Република Македонија. Поврзувањето помеѓу стручните училишта и компаниите е од особено значење поради тоа што целта е да се едуцираат ученици кои ќе бидат спремни да влезат на пазарот на трудот. Ова е модел кој што се надевам дека ќе го следат и други компании во Република Македонија, каде што имаме директно поврзување на фирмите, компаниите со училиштата, при што овие училишта и овие ученици добија можност практично да ја изучуваат нивната следна професија, да им се обезбеди пракса како во училиштата, но исто така ќе имаат пракса и во компанијата, а потоа, она што е исто така позитивно е што нив им е загарантирано вработување по завршувањето на училиштето.
Нова наставна програма за електроинсталатер и монтер беше предложена од работна група на експерти од Евана Македонија и училиштето. Истата беше поддржана и од Центарот за средно стручно образование и Министерството за образование и наука. Директорот на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, Евтим Пејовски, упати благодарност до Евана Македонија за соработката и донацијата и додаде дека овој проект почна од нула, односно се роди како идеја од долгогодишна соработка помеѓу Михајло Пупин и Евана Македонија. Она што е најголем резултат во овај проект е тоа што ние нашата работа ја почнавме, да речам, од доле. Овој проект не доаѓа од институциите на системот, туку доаѓа од базата. Едноставно, соработката со Евана значеше правење на тимови за изработка на програми согласно потребите на компанијата. Евана го опреми целиот кабинет и донираше современи средства за едукација како електротехнички материјали, алати, разводни ормари според стандарди на Евана и заштитна опрема за учениците. Овие материјали се користат при секојдневните активности на монтерите на Евана. Штефан Петер, председател на управниот одбор на Евана Македонија, информираше дека има потреба од квалификувана работна сила. Во кабинетот на учениците им се достапни реални материјали со кои ќе се соочуваат кога ќе работат на терен. Преку проектот 20-20-20 овие ученици ќе добијат работно место, а Евана Македонија како компанија ќе добие квалификувани вработени. Православните христијани денеска го празнуваат еден од големите христијански празници Свети Никола, една од најголемите слави прифатени меѓу христијанското население во Македонија. За неа се карактеристични постните јадења, свеќа на трапезата и дружењето со најблиските. Во народното паметење, овој лик останал како заштитник на патниците, особено на оние што патуваат по вода. Многу македонски семејства за свој домашен заштитник го имаат Свети Никола и неговиот ден го празнуваат со многу свечености. Во народното паметење овој лик останал како заштитник на патниците, особено на оние што патуваат по вода, но и по тоа што како за време на животот, така и по смртта, ги помагал сиромашните, ги заштитувал затворениците и неправедно осудените, ги откупувал робовите и ги пуштал на слобода. На христијанските бродови обично се наоѓа иконата на светителот, а спроти денот на славењето бродовите застануваат каде и да се наоѓаат. Се фрла сидрото во морето, морнарите ќе се помолат и ќе го прославуваат цел ден, а утредента ќе го продолжат пловењето. Свети Никола е роден во Патара, Ликија, Мала Азија околу 270 година, како единствено дете на неговите родители Теофан и Нина. При неговото крстење го добил името Никола, кое во превод значи народен победник. Како дете со голем восхит постапувал кон проучување на Светото писмо. Неговиот духовен живот го стекнал преку неговиот чичко, кој исто така бил црковно лице, замонашувајќи се во манастирот Нов Сион. По смртта на своите родители, Никола го продал целиот свој наследен имот и парите од продажбата ги поделил помеѓу сиромасите. Додека бил свештеник во својот роден крај, се прочул по делата на својата милостиња. Уште додека бил жив, луѓето го сметале за светител и го повикувале на помош од страна на болните, несреќните и немокините. Христијаните веруваат дека тој помагал и на сите повици и дека од неговото лице сјаело светлост. Во својата старост се разболел и починал на 6 декември 343 година. На иконите Свети Никола се представува со својата архиериска одежда. Свети Никола е една од најголемите слави прифатени меѓу христијанското население во Македонија. За неа се карактеристични постните јадења, свеќа на трапезата и дружењето со најблиските. Именден празнуваат Никола, Нино, Николина, Коле, Кула и Нина. Од денеска до крајот на годината во објектот Даут Пашин Амам ќе биде поставена изложбата на основни училишта насловена Мазев и јас.
Годишната изложба на основни училишта е хуманитарна, а со собраните средства од донации ќе биде обезбеден сликарски прибор за ученици со оштетен вид и говор, штитеници на Партенија Зографски од Скопје. Националната галерија на Македонија денеска ја отвори годишната изложба на основни училишта насловена Мазев и јас. Изложбата е поставена во објектот Даут Пашин Амам, каде што веќе 2 месеца е поставена изложбата Петар Мазев 90 години од раѓање. Овој проект кој го презентира делото на бардот на македонската модерна и постмодерна ликовна уметност беше вклучен во едукативната програма на Националната галерија на Македонија. Беа одржани работилници во кои учествуваа ученици од основните училишта од Скопје. Младите креативци најнапред имаа можност да ја разгледаат изложбата на Петар Мазев, а на ликовните работници, црпејќи инспирација од неговото творештво, создаваа уметност совладувајќи ги првите чекори на сликарските техники. Создадоа необични и оригинални творби кои носат заеднички потпис Мазев и јас, информираат од Националната галерија на Македонија. Годишната изложба на основните училишта е хуманитарна, а со собраните средства од донации ќе биде обезбеден сликарски прибор за учениците со оштетен слух и говор, штитеници на Партенија Зографски од Скопје. Изложбата ќе биде поставена до крајот на годинава. Работилниците беа од месец ноември. Морам да кажам дека до сега е најголем едукативен проект, бидејќи учества зема повеќе од 200 ученици од 10 училишта од градот Скопје. Самите творби беа работени тимски, значи ниту едно дете не работеше самостојно, така што беше интересно, значи да заеднички одредат на која ликовна творба ќе работат, кој од ликовните дела на Мазев ќе биде токму нивната инспирација, бидејќи нели така оние работе инспирирани токму од него. Така што во моментот се изложени сите дела кои што учениците ги изработија. Метеоролозите за утре најавуваат претежно сончево и студено време со слаб до умерен северозападен ветер. За температурите дознаваме од МТМ Метео. За крај имаме уште една информација од Општина Бутел. Општина Бутел отвори дежурен контакт телефон за пријавување загадувачи на чистиот воздух и животната средина. Како што соопшти од општината, проектот Сакам да дишам чист воздух е дел од заложбата на локалната самоуправа за здрава животна средина. Преку активна кампања ги охрабруваме граѓаните да земат учество против загадувачите на територија на Општина Бутел секој работен ден од 8 до 22 часот со пријавување и на дежурниот телефон на Општина Бутел. Стои во соопштението од Општина Бутел. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.